Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве го изборот за оваа емисија, што го направивме со колешката Маја Перовска. Седмооделенецот Битола објавил список за ликвидација на ученици и родители. Се одржал итен родителски состанок, директорот апелира на воздржаност. Владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Муцунски вели дека во овој момент има недостиг на доверба. 12 години затвор за Стојанче Јовановски, прогласен е виновен за 3 кривични дела. Треба да сонуваме дома и да градиме иднина дома, порака на премиерот Христијан Мицкоски до младите. Вреди пред обединување како втора политичка сила. Владиното мнозинство може само да расте. Стрелачки клуб од Прилеп продавал оружје на црно, одземени 70 малокалибарски пушки и 10 пиштоли. Фондот за здравствено осигурување спори со германска болница за стари случаи. Фалат сметките за трансплантација во Фленсбург. Оценките на Европската комисија се силна потврда. Реализирани 84% од активностите за реформи во администрацијата, вели министерот Горан Минчев. А емисијата ќе започнеме со следната вест. Основното јавно обвинителство поднесе обвинителен предлог против припадник на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски поради сторено кривично дело телесна повреда. Предлогот е поднесен од специјализираното оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција. Според наводите на обвинителниот предлог, обвинетиот по претходна вербална расправија во семејниот дом физички ја нападнал оштетената удирајќи ја по лицето и главата пред нивната малолетна ќерка, пошто ја фатил за вратот и почнал да ја дави. Со действијата на обвинетиот на оштетената и биле нанесени телесни повреди и предизвикана психичка вознемиреност. Оштетената успеала да се засолни во тоалет, а подоцна додека со детето се обидувала да го напушти домот, обвинетиот и го одзел и оштетил нејзиниот мобилен телефон. Заедно со ќерката побарале помош кај соседката, која ги примила во својот дом. Во обвинителниот предлог е доставен и предлог за продолжување на мерката притвор поради постоење околности кои укажуваат на опасност од бегство и можност обвинетиот да стане недостапен на органите на прогонот, како и поради постоење реални околности дека може да го повтори делото. При тоа е земено предвид дека обвинетиот живее во заеднички семеен дом со оштетената и нивната малолетна ќерка, пред чии очи било извршено насилството. Mnogo krvija, mnogo solzi,
Основниот кривичен суд Скопје го прогласи за виновен обвинетиот Стојанче Јовановски и му изрече максимална казна затвор во траење од 12 години за трите кривични дела поврзани со континуирано семејно насилство кое резултираше со трагична смрт на неговата сопруга и нивната малолетна ќерка. Судот го осуди Јовановски за 3 кривични дела, односно 5 години затвор за телесна повреда, 3 години за загрозување на сигурноста и 5 години затвор за наведување на самоубиство и помагање во самоубиство. Сите 3 дела се споени во вкупна затворска казна од 12 години. Според пресудата на 2 март, во периодот од 11 до 12:20 часот, на повеќе локации обвинетиот со умисла вршел семејно насилство и телесно ја повредил својата сопруга Ивана. Истиот ден меѓу 12 часот и 45 минути и 13 часот и 35 минути тој продолжил со насилството, сериозно и се заканувал и предизвикал чувство на несигурност и страв. Овие закани биле упатени откако со патничко моторно возило БМВ, управувано од сведокот Мартин Саздов, отишле до основното училиште Песталоци за да ја земат нивната ќерка Катја, пошто се упатиле кон нивниот дом. Во судската постапка е утврдено дека во периодот од 2023 до 2026 година на повеќе локации во Скопје, како и во нивниот дом, обвинетиот сурово и нечовечно постапувал кон оштетената, која се наоѓала во материјална зависност од него. Ваквото континуирано насилство кај оштетената предизвикало тешка психичка вознемиреност и чувство на безизлезност. Како директна последица на тоа, таа извршила самоубиство, скокајќи од тераса заедно со нивната 6-годишна ќерка. Zajdi jasno sonce, zajdi pomrači se, i ti jasna mesečino begaju da vise. Crni goro, crni sestro, dvajta da crnime, ti za tvojte ale goro, jas za mojta mladost.
sestro, pak ќе ti се врата. Мојта младост, горле сестро, нема да се врати. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Во моментот фокус на владата се реформи и консолидирање, а избори ќе се одржат пролетта 2028 година, рече премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со изјавата дека набрзо ќе има избори. Има некои од партиите кои што се исплашија од таа изјава. Јас следам. Мојот став е дека оваа година избори нема. Оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори кои ќе се случат наскоро во пролета 2028. А дали 2027 година е опција? Знаете дека ВМРО ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи, но она кое што ние сега го правиме и го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да ја зголемиме економската активност, со што ќе го зголемиме и животниот стандард на граѓаните, рече Мицкоски. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми дава да заљубам од личните
жолти жолтици, мајка дава лудо младо, 300 жолти жолтици. Кандисуј бре лудо младо, што ти дава татко ми, тате дава лудо младо, една бавчак тате дава лудо младо, една бавчак црници. Немој радо, немој душо, големерак да фрлаш, два мерака, два севдака, скоро одаго два мерака, два севдака, скоро одаго гроба. Кривична пријава е поднесена против стрелачко друштво од Прилеп против управителот и ракувачот со оружје за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распарскувачки материјали. ОВР Прилеп во координација и содејство со Одделот за криминалистичка полиција, единица за недозволена трговија со оружје, опасни материјали и радиоактивен материјал, реализиран е случај на недозволена трговија со оружје сторено од стрелачки клуб од Прилеп. Имено на 6 мај до основното јавно обвинителство Прилеп поднесена е кривична пријава против управителот КЧ 43 годишен од Прилеп, против ракувачот за оружје ТД 73 годишен од Прилеп и стрелачкиот клуб од Прилеп поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распарскувачки материи. Во периодот од 26. јануари до 29. јануари 2026 година бил извршен убит врз основа на наредба од јавен обвинител и било утврдено дека во стрелачкиот клуб се пронајдени 5 малокалибарски пушки за кои не поседуваат соодветна дозвола. Исто така било утврдено дека управителот заедно со ракувачот на оружје како дел од управен одбор вршеле продажба на огнено оружје кое го поседувал стрелачкиот клуб на лица кои не поседувале дозвола за поседување на огнено оружје.
Поради тоа на 6 мај ОВР Прилеп во координација и содејство со одделот за криминалистичка полиција, единица за недозволена трговија со оружје, опасни материи и радиоактивен материјал и одделот за граѓански работи од стрелачкиот клуб се одземени околу 70 малокалибарски пушки и 10 малокалибарски пиштоли, како и поголема количина на пневматско оружје со цел поведување на управна постапка пред надлежен орган. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски откри дека со германска болница во Фленсбург, каде порано биле испраќани случаи за трансплантација на матични клетки, се водат 11 спорови пред германските судови. Судските спорови на фондот се стари и врзани со една болница во Фленсбург во Германија, каде во подамнешното минато се испраќани најчесто хематолошки случаи за трансплантација на матични клетки. Бидејќи тоа било доста редовна пракса во тоа време, не се собирале меѓусебните сметки и во еден момент фондот прекинува да испраќа на лекување во таа болница и настануваат разлики.
Со таа болница се водат 11 судски спорови во германските судови. Ние ги очекуваме исходите, рече Клековски во интервју за емисијата Вин-Вин на телевизија Телма. Минатата година имало околу 290 случаи на лекување во странство, за што биле издвоени 7 милиони евра. Според него, она што недостасува во лекувањата во странство е добивање на завршно мислење од конзилиумот, што ги испратил пациентите како фидбек како е направена интервенцијата. Во однос на можните злоупотреби со дежурства, на што претходно укажаа и министерот за здравство Азир Алиу и премиерот Христијан Мицкоски, информирајќи дека лекари во јавното здравство земале месечно и до 10.000 евра плата, Клековски рече дека одговорност мора да има. Не може еден доктор да биде во истата ноќ дежурен и во Скопје и во Битола. Одговорност мора да има. Не може сите вработени во една установа да имаат ист број на прекувремени часови за да се постигне некое посакувано ниво на плата. Не може цел ден ништо да не работите во сала, а да се нарекувате хирург, нагласи Клековски. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори.
твоето родно место. И јас слушнав, мајка ти што збори. Далеку е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеку е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Време иде дома да се врнам, мајка да прегрнам. Да се врнам, мајка да прегрнам. Ученик од 7 оделение од основното училиште Стив Наумов од Битола на социјалната мрежа TikTok објавил список за ликвидација на негови соученици и на нивните родители. На списокот имало имиња и презимиња на соучениците и датум на извршување на заканата. Родителите на учениците испратиле преставка до Државниот просветен инспекторат, а училиштето го пријавило целиот случај во Центарот за социјални работи, секторот за внатрешни работи Битола и во подрачното оделение за образование. Директорот на основното училиште Стив Наумов изјавил дека инцидентот се случил надвор од училишните клупи, но дека училиштето ќе соработува со надлежните институции за целосно разрешување на случајот. Како што пишуваат медиумите, ученикот пред извесен период бил префрлен од едно друго оделение со цел подобро да се вклопи во училишната средина. Сепак настанале несогласувања со новите соученици, на што реагирале нивните родители. По ова, тој објавил недолични заканувачки пораки на социјалните мрежи. За тоа бил одржан и родителски состанок на кој родителите на другите деца побарале ученикот да биде преместен од оделението. Училиштето Стив Наумов преку соопштение информира дека веднаш постапило согласно своите законски надлежности и обврски во врска со настанот, поврзан со ученик кој преку социјалните мрежи објавувал недолични заканувачки пораки за неговите соученици и нивните родители. Иако содржините не биле објавувани во рамките на училиштето ниту за време на наставниот процес во училиштето, по добиената преставка од група родители до Државниот просветен инспекторат, училиштето без одлагање ги известило надлежните институции, со цел случајот целосно да се испита и понатаму институционално да се постапува по истиот. Во рамките на нашите надлежности, училиштето превзеде соодветни мерки за заштита и поддршка на учениците, како и активности за смирување на состојбата и обезбедување безбедна и сигурна средина за сите ученици и вработени. Апелираме до јавноста за воздржаност од ширење на непроверени информации и за почитување на приватноста и достоинството на сите инволвирани лица, особено имајќи предвид дека станува збор за малолетници. Безбедноста и благосостојбата на учениците останува наш највисок приоритет и училиштето ќе продолжи да соработува со надлежните институции до целосно разрешување на случајот, се наведува во соопштението од училиштето. Родителите на ученикот кој се заканувал најавиле дека ќе го преместат во друго училиште. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам ти в којасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке
ne izgori. Kaj li beše koji te videl, ljubav ti si htjela, ladna postela ti bila, sama ti si spjela, ladna postela ti bila, sama ti si spjela, će ti dojdam večerja svo sladoma, gdje ti legnam ti ko jasna pernica, gdje ti dojdam večer penđer otvori, ljubav što ti nosam gdje ne izgori. Zašto od mene se kriješ, ljubav ti povaraj mi, nemoj mene da me lažeš, što te mlači kaži mi, nemoj mene da me lažeš, što te mlači kaži mi, će ti dojdam večerja svo sladoma, gdje ti legnam ti ko jasna pernica, gdje ti dojdam večer penđer otvori, ljubav što ti nosam gdje ne izgori. Zumbul sveke ke mi videš, ke mi krasi borovi, jasna drugine te davam, ke te ljubam do zori, jasna drugine te davam, ke te ljubam do zori, će ti dojdam večerja svo sladoma, gdje ti legnam ti ko jasna pernica, gdje ti dojdam večer penđer otvori, ljubav što ti nosam gdje ne izgori. Со 64 гласа за и 15 против и ниту еден воздржан, собранието го донесе предлог законот за Советот на јавни обвинители на Македонија, кој е дел од реформската агенда. Со предложеното законско решение се воведуваат суштински новини насочени кон зајакнување на независноста, професионалноста и транспарентноста во работењето на Советот и на јавното обвинителство во целина. Се реформира постапката за избор на членови на Советот на јавни обвинители, се воведуваат јасни и транспарентни критериуми, се гарантира нивната стручност, искуство и интегритет, по пример на критериумите предвидени во новиот закон за судски совет. На тој начин се гарантира изборот на најквалитетните кандидати.
Се воведува обврската за целосно и аргументирано образложение на одлуките за избор, унапредување и дисциплинска одговорност на обвинителите. Се воведува дополнителна примена на системот на заслуги, односно мерит системот, при избор, унапредување и разрешување на јавните обвинители. Се зајакнува транспарентноста на Советот преку обврска за објавување одлуки и извештаи, јавно одржување седници, директни преноси и информирање на јавноста. Воведуваме јасна двостепеност во дисциплинските постапки. Советот одлучува како второстепен орган, а против неговите одлуки е дозволена судска заштита. Со ова се обезбедува целосна заштита на правата на јавните обвинители, што е директен одговор на препораките на Европската комисија. Детално се уредува постапката за разрешување на председателот и заменик председателот на Советот со прецизни рокови и критериуми. Се зајакнува улогата на Советот во постапката за избор и разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. Советот на јавните обвинители може да поднесе иницијатива за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија до Собранието, се наведува во соопштението од Министерството за правда. Законот е дел од поширокиот реформски процес и е усогласен со европските стандарди и препораки, што представува значаен чекор напред во процесот на европската интеграција. Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Večera ver dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, okleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori.
нашите душмани. Што сторија, мила мамо, што не разделија? Милке, душо, срцево ми гори, мамо, Милка не ми збори. Милке, душо, срцево ми гори, мамо, Милка не ми збори. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Вреди е во завршна фаза на обединување во единствен политички субјект, со што дополнително ја зацврстува својата позиција како доминантна сила на политичката сцена во Македонија. Со тоа и официјално се потврдува како втора политичка сила во државата. Владата има стабилно и значително мнозинство, со тенденција дополнително да се окрупнува, се наведува во соопштението од Вреди. И резултатите од неодамнешните локални избори јасно го покажуваат тоа. Вреди освои 10 општини, односно околу 80% од општините со доминантно албанско население. Тоа е јасна и недвосмислена потврда каде е довербата на граѓаните. Сметаме дека главниот фокус треба да биде испорака на политики што ќе го подобрат животниот стандард на граѓаните и ќе ги зајакнат сервисните функции на извршната власт, се вели во соопштението на Вреди. Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovom bel na gosti, ovom bel na gosti. Oj du durde, oj du durde, oj du durde, oj du do bela ta češma. Češma.
Демографските промени се реалност што бара одговорност, визија и системски политики, порача премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето на регионалната министерска конференција пред водење на промените, патеки кон демографска отпорност согласно потребите на луѓето, што се одржува во Скопје во организација на Министерството за социјална политика, демографија и млади под покровителство на владата. Ова не е само уште една конференција, ова е разговор за иднината на нашите народи, за тоа какви држави ќе оставиме зад нас, дали ќе создадеме општества во кои младите ќе сакаат да останат, семејствата ќе сакаат да создаваат иднина, а повозрасните ќе живеат достоинствено, истакна Мицкоски во воведното излагање. Тој нагласи дека демографската криза веќе има видливи последици и дека таа не смее да се третира исклучиво како прашање на статистика. Оцени дека досегашниот пристап, фокусиран главно на бројки, создал политики без долгорочна визија и вистинско влијание. Според него, клучниот проблем е јазот во демографската отпорност, односно неподготвеноста навреме да се препознаат и менаџираат промените. Во тој контекст ја најави новата стратегија за демографска отпорност 2026-2046. Тој потенцираше дека основата на стратегијата е вложувањето во луѓето и испрати порака за личната и колективната одговорност. До младите упати порака дека треба да сонуваат дома. Дома треба да сонуваме и дома треба да ја градиме нашата заедничка иднина, во нашата заедничка татковина. Колку посилно сонуваме и колку посилно работиме дома, толку посилен систем ќе имаме. Не придонесувајте во туѓи економии. Иднината на вашата татковина се гради дома.
Министерот за јавна администрација Горан Минчев се обрати на состанок на секторската работна група за реформи во јавната администрација, нагласувајќи ја клучната улога на реформите во напредувањето на институционалната ефикасност и напредокот на европската интеграција на Македонија. Тој посочи дека позитивниот фидбек од Европската комисија представува значајно признание за досегашните напори и дополнителен поттик за засилување на реформскиот процес. Во своето обраќање, министерот Минчев подлече дека јавната администрација завзема целосно место во реформската агенда и има суштинска улога во обезбедување функционални институции и квалитетни услуги. Ова е силна потврда дека се движиме во правилна насока, но и дополнителен мотив со уште поголема динамика да продолжиме со реформскиот процес. Тој посочи дека имплементацијата на стратегијата реформа на јавната администрација 2023-2030 се одвива со висок степен на реализација, при што се спроведени 84% од предвидените активности. Паралелно, како што нагласи, воспоставена е нова системска рамка преку клучни законски решенија со кои се гради интегриран, мерит базиран и професионализиран систем насочен кон резултати и зголемен институционален интегритет. Посебен акцент во обраќањето беше ставен на развојот на човечките ресурси, управувањето со квалитет и дигитална трансформација, како и на потребата од доследна имплементација на реформите. И покрај силната нормативна и институционална основа која ја изградивме, најголемиот предизвик останува доследната и квалитетна имплементација на реформите, нагласи министерот, додавајќи дека фокусот во наредниот период ќе биде ставен на операционализација на законската рамка и постигнување конкретни резултати. Минчев укажа дека Министерството за јавна администрација останува целосно посветено на реформската агенда и на испорака на мерливи резултати. Нашата порака до партнерите е јасна, потребна е координирана, таргетирана и имплементацијски ориентирана поддршка која ќе произведе реални, мерливи и одржливи резултати, истакна Минчев, нагласувајќи дека крајната цел е реформите да се преточат во видливи придобивки за граѓаните и забрзување на европскиот пат на државата.
Во овој момент има недостиг на доверба и недостиг на кредибилитет во однос на испораката спрема нас како држава, така што нема услови за уставни измени и владата не е подготвена да преземе било каков чекор кон уставни измени, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во одговор на новинарски прашања на заедничката пресконференција со генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој е во прва официјална посета на земјава. Дали ние правиме конкретни работи поврзани со нашата европска перспектива? Не сакам да бидам репетитивен, бидејќи ова е тема што е многу актуелна во последниот период. Да, правиме. Првото е тоа што го правиме во однос на реформската агенда. Второто е тоа што го правиме во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика, но многу повеќе е тоа што го правиме за имплементација на европските вредности. И на крајот на денот, слично со тоа што го кажа и господинот Берсе за објективната посветеност на нашата држава кон европските вредности, кои што се некогаш дури и поширок контекст од примената на заедничката надворешна и безбедносна политика, рече Муцунски. Во однос на тоа дека се очекува да биде врачен мандатот за составување влада на Бугарија на Румен Радев, Муцунски рече дека негова цел не е ниту да рецензира резултат од избори, ниту да рецензира изјави кои што доаѓаат од Софија, бидејќи, како што рече, би навлегол во туѓиот наратив. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија. Што груби ден е ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни лие. Тоа ти е Македонија.
Кај што труби дење ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. И на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Волшебното ѕвонче. Ви посакувам пријатен ден. Некогаш одамна си живеело некое бедно момче кој немало никој на сиот свет. Се качило тоа во планините и станал овчар. Тој имал само едно богатство, а тоа било волшебното ѕвонче. Потребно било само да се задзвони на него и стадото одело онаму каде што ќе му кажело момчето. Навечер тој го криел ѕвончето во една дупка во дрвото, за волците, привлечени од чудното ѕвонење, да не ги нападнат овците. Еднаш настанала бура. Овчарот го довел стадото во трлото, го обесил ձвончето на една гранка и си легнал да спие. Кога се разбудил, видел дека дрвото пораснало до небото и никако не можел да си го земе ձвончето. Еј, дрво, поднаведни се, треба да си го земам ձвончето. Време е да ги одведам овците на пасење. Не, одговорило дрвото, не сакам. Отишло момчето кај секирата и рекло: Оди, секиро, и сечи го дрвото, оти не сака да ми го даде ձвончето. Не одам, одговорила секирата. Отишло момчето кај рѓата. Рѓо, оди кај секирата и отапија, зашто не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не сакам, одговорила рѓата. Се налутило момчето и отишло кај огнот. Оди, огну, запали ја рѓата, зашто таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Ме мрзи да одам, братко, одговорил огнот. Отишло момчето кај водата. Трчај, водичке, изгасни го огнот, оти не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не можам, одговорила водата. Момчето се навредило и отишло кај волот. Ајде, волу, испи ја водата, зашто таа не сака да го изгасне огнот, а огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, му рекол волот, веќе се напив вода. Момчето се налутило, па отишло кај волкот. Ајде, волку, нападни го волот, оти тој не сака да ја испие водата, а таа не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, му рекол волкот, не сакам да имам работа со волот. И така отишол овчарот кај ловџијата. Ајде, ловџија, застрелај го волкот, оти тој не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата. Таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Не, рекол ловџијата, денес нема да одам на лов. Отишло момчето кај глувчето. Глувче, глувче, оди и изгризај го ременот од пушката на ловџијата, оти тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде ձвончето. Глувчето му одговорило на момчето: Не ми се оди, не сум гладно. Отишло момчето и се поклонил на мачката. Оди маченце и изеди го глувчето, оти тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата, а тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот,
а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Мачката му одговорила: Не одам. До гуша сум сита од глувци. И што да прави овчарот? Отишол кај кучето. Оди мурџо каснија мачката, оти таа не сака да го изеде глувчето, а тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата. Тој пак не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Сонцето се искачи високо на небото, а моите овци сакаат да јадат и да пијат. Се сожалило кучето. Видело дека момчето е изморено и оти никој не сака да му помогне, па и се фрлил на мачката. Мачката се исплашила и му се нафрлила на глувчето. Само што видело глувчето, оттрчало и почнало да му го гризе ременот од пушката на ловџијата. Ловџијата ја зел пушката и нанишанил кон волкот. Волкот од неволја се стрчал кон волот. Волот се исплашил и почнал да ја пие водата од реката. Видела водата дека ќе ја снема, па излегла од коритото и го прснала огнот. Огнот од страв почнал да ја гори рѓата. Таа пак се затрчала кон секирата, а секирата, кога ја видела, скокнала и почнала да удира по дрвото. Дрвото се навалило. Момчето го зел своето звонче и тргнал да си ги пасе овците. Од тогаш, па се до денес, кучињата живеат на пасиштата и им се верни пријатели на овчарите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.